На 27. април секој од нас кој сака да биде слободен, да живее во Демократска република Македонија, кој сака да обезбеди иднина на своите поколенија, ја има единствената можност тоа да направи зад изборниот параван, избирајќи ги промените и нов почеток. Со тоа избирате опција со реална програма која за примарна цел ги има граѓаните на оваа земја. Социјалдемократскиот сојуз на граѓаните им нуди промени, им нуди 3 столба со кои оваа држава ќе ја избави од 8-годишната диктатура, лаги и криминал. Да ја вратиме средната класа е првиот и основен столб на Социјалдемократскиот сојуз, каде се предвидени видни подобрувања на економскиот систем и економската политика, каде се предвидени реални и соодветни работни места за адекватно образовани луѓе. Нудиме реални политики во земјоделието, субвенции за вистинските земјоделци, а не на партиски војници. Ќе инвестираме во целокупната инфраструктура низ Република Македонија, патна, комунална и јавна. Социјалдемократскиот сојуз ќе означи нов почеток во вториот столб Сакаме слобода. Ќе ја вратиме демократијата во Република Македонија и повторно ќе завладее правото во нова и европска Македонија. Од 28. април Македонија ќе биде слободна и стабилна земја, преку процесот на искоренување на корупцијата и криминалот. Судството повторно ќе застане на свој нозе и нема да суди според партиски директиви. Јавната администрација ќе стане пред се професионален сервис на граѓаните. Медиумите безрезервно, слободно и нецензурирано ќе ги информираат граѓаните. Слободата на говорот ќе биде нивниот основен принцип за работа. Одговорната безбедносна и одбранбена политика се основата и главниот штит на темелните вредности и интереси на Република Македонија. Членството во НАТО е историска можност за затворање на сите прашања за безбедноста и одбраната на нашата земја. Идната влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе инвестира и реализира реални чекори за безбедна и стабилна Македонија. Третиот столб е нашата иднина, иднината на оваа земја, а тоа се младите. Социјалдемократскиот сојуз од 28. април ќе го запре иселувањето на младите и ќе воведе новини и промени за привлекување на оние кои веќе си заминале. Со вистински и остварливи потези ќе создадеме услови за работа, екзистенција и просперитет на младите за да останат тука во својот дом покрај своите најмили овде во Република Македонија. Драги пријатели, веќе од 28. април ќе покажеме дека граѓаните на Република Македонија навистина можат заедно да бидат посилни. Ќе го вратиме мултикултурното општество со проекти за поголема интеркултурна комуникација и градење дух на почитување. Ќе работиме на намалување на социјалните и економските разлики преку проекти со интеграцијски цели и градење правична и непристрасна држава. Почитувани, ова се трите столба на Социјалдемократскиот сојуз. На 27. април сигурни сме дека ќе изберете промени и достоинствено и гордо ќе го дадете гласот за нас. Сите вие кои секојдневно сте подложени на уцени, притисоци и закани на своите работни места, а деновиве се обидуваат да ве подкупат за 500 до 1000 денара, кажете му не на режимот на Груевски. Гласајте по свое собствено убедување. Нека не ве заплашуваат, бидејќи тие неколку секунди слобода кои ги имате на гласачкото место ќе ја донесат големата слобода и победа која цела Македонија ќе ја почувствува веќе од 28. април. Гласајте за Стево Пендаровски за преседател на Република Македонија, заокружувајќи го бројот 3. Гласајте за листата на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, заокружувајќи го бројот 1. На Македонија потребни и се промени. Време е за промени, промени за нов почеток.